Добар ден, ученици! Вие сте во училница на час по математика. Денес ќе учиме како да го прочитаме времето од дигитален часовник. Во втората половина на 20 век, со продорот на компјутерската технологија, за мерење на времето се повеќе се употребува дигиталниот часовник. Тој е електронски инструмент со екран на кој се прикажува дигитален запис на времето во часови, минути и секунди, со 3 полиња по 2 цифри. Инструментот може да содржи и други податоци, како температура, воздушен притисок, но тие за нас сега не се важни. За нас се важни првите 2 двоцифрени полиња. Првото е резервирано за часови, а второто поле за минути. Да видиме кое време го покажува часовникот на сликата. 3 часот и 45 минути. Во кој период на денонокието е ова време? Бидејќи е 3 часот, дигиталниот часовник ни го покажува времето од 24 часа. Значи, 3:45 е време во предпладневниот период. А на вториот часовник е 15:45 и прикажаното време е од попладневниот период. На овој слајд да се обидете да го прочитате времето на секој од часовниците и да запишете во кој период од денот е прикажано времето. За да брзо го откриете периодот во кој е запишано времето, доволно е да споредиме дали бројот на часовите е помал од 12 или е поголем од 12. За ова имате неколку секунди. Ајде да провериме. На првиот часовник имаме запишано време 15:45. 15 часот, 15 часови е повеќе од 12, што значи дека се работи за попладневниот период. На вториот дигитален часовник е прикажано време 23 часот и 40 минути. Значи, 23 е поголемо од 12, што значи се работи за попладневниот период од денонокието. На третиот дигитален запис имаме 14 часот и 50 минути. 14 е поголемо од 12 и се работи за попладневниот период. На овие дигитални часовници, сега обидете се повторно да го прочитате времето. Имате неколку секунди. На првиот дигитален часовник имаме запис од 7:30. 7 е помало од 12 и се работи за предпладневен период. 10:25, 10 е помало од 12, значи дигиталниот запис на времето е од предпладневниот период. На третиот часовник е прикажано време 2:25 минути, значи дека се работи за предпладневен период. Сега ќе се обидеме да вклучиме еден интерактивен часовник. На слайдот гледаме два часовници. Аналоген и дигитален. Аналогниот е од левата страна, а дигиталниот е од десната страна. Тие се така направени
што секогаш кога ќе го прикажуваат времето, покажуваат исто време. Овој аналоген часовник има две скали. Еве сега јас ќе ги наместам. Прво ќе наместам едно крупче. Обично вака изгледаат аналогните часовници. Потоа ќе наместам првата скала. Тоа се часовите од првиот период од денот. Потоа ќе ја наместам втората скала. Тоа се следните 12 часа. Значи, и овде ќе ги ставиме минутите. Гледате дека овој аналоген часовник има две скали од броеви на кои се бројат часовите. Едната скала ги прикажува првите 12 часа од 1 до 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, се до 12. А втората, внатрешната скала, со потенки цифри, се вторите 12 часови од денот. Значи, на 12 додаваме 1, тоа е 13, на 12 додаваме уште 2, тоа се 14 изминати часа, на 12 додаваме уште 3, 15 изминати часа, и така да ја прочитаме внатрешната скала 16, 17, 18 до 24 на полноќ. На ова место каде што се наоѓа нулата е всушност и почеток на големата стрелка, односно почеток на едно деноноќе, кога таа тргнува и почнува да ги одбројува часовите. Друго што е интересно на овој интерактивен часовник е што големата стрелка е прикажана во некаква боја, во овој случај е во зелена боја, и таа ги прикажува минутите, и истовремено на дигиталниот часовник во истата боја се прикажани минутите. Малата стрелка ги прикажува часовите во исто време, во истата боја, сина боја, во овој случај се прикажани часовите на дигиталниот часовник, додека третата мала тенка стрелка, која што побрзо се движи од овие две, е прикажана во црвена боја и секундите се прикажани на дигиталниот часовник во црвена боја. Сега да направиме неколку примери. Ќе го искористиме овој аналоген часовник за да видиме како ќе ни се прикажува времето. Еве јас во овој случај го имам наместено за да почне едно деноноќие. Имате прилика да видите кога сите стрелки се една врз друга, кога се поклопуваат на 0, на 12, 24, тогаш на дигиталниот запис има само нули. Кога ќе тргне големата стрелка, еве, од незиниот пат сега се прикажува на 5 минути. Можете да забележите, во исто време на дигиталниот часовник гледаме дека е 0 часот и 20 минути. Значи, изминале 20 минути од почетокот на денот и тоа пред пладне. Еве ќе направиме едно време, да речеме нека биде 2 часот и 15 минути. Ќе забележите, на дигиталното време прикажано е 2 часот и 15 минути по полноќ, време кога сите спиеме. Ќе се обидам сега да ви покажам како изминува, како поминува патот на сите стрелки. Гледате, зелената додека прави еден круг, сината стрелка се поместува од еден број до друг број. Еве, сега ќе наместам едно познато време наутро, кога стануваме во 7 часот. Во 7:30
Вие сте на училиште. Например, сега е 15 до 9 предпладне. Сигурно веќе сте појадувале и ги завршувате работните обврски на училиште. Сега е 9 часот и 55 минути. Сината мала стрелка е на 10 скоро, а зелената е 5 минути пред 12. Еве ќе видите како сега двете стрелки ќе се поклопат и е пладне. Натаму е потешко да се мери времето со аналогниот часовник, бидејќи треба да додаваме на 12 по 1 час од првата скала. Па така, на 12 ако додадеме 1 изминат час, ќе биде 13 часот. Сега е 13 часот и 15 минути. Тринаесет часот и 30 минути. Петнаесет часот и 5 минути. Во ова време го напушташ училиштето. И сега поминуваат попладневните часови. Ќе дојдеме до вечерните часови. Сега е 20 часот и 5 минути, 20 часот и 15 минути, 20 часот и 25 минути, 20 часот и 45 минути, 21 часот, 12 изминати часа и 9, купно 21 час изминат од денонокието. Уште сега е 23 часот. Уште 1 час и ќе заврши ова денонокие. Малата стрелка ќе заврти уште 1 круг и тоа ќе бидат вторите 12 часа од денот. Значи, големата стрелка завртела 24 круга, а малата 2 пати по 12. Ви благодарам на вниманието.